Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Амин. Почитувани, овој пат ќе зборуваме на тема парохискиот свештеник, водач кон вечното спасение. Господ Исус Христос ја основал црквата на земјата и незини први членови беа светите апостоли. Нив му е испратен Светиот Дух да го продолжат делото негово, да се грижат за спасението на оние кои што ќе ги крстат и поверуваат во името на Господ Исус Христос. Господ Исус Христос проповедта на светото Евангелие ја доверил на апостолите, а тие подоцна ја предале на епископите, свештениците и дјаконите. Знаци и чудеса на Божјата благодат ги придружувала во проповедта, а тие пак, како нејзини носители, имале обврска да постанат светлина на светот, како по нивната вера, така и по нивниот живот. Ова нивна обврска произлегува од заповедта Христова кога вели: така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот Отец небески, запишал евангелистот Матеј. Ова обврска се однесува и на современите проповедници на Светото Евангелие, а најпрво на свештените лица, парохиските свештеници. Што е свештеник? Зборот свештеник значи служител на нешто свето, а зборот презвитер, кој исто така често се употребува, значи старешина. Она што беа 70 апостоли во Христовото време, тоа се денес свештениците. Иако свештеничката служба води потекло од апостолско време, сепак нејзините корени се протегаат уште во Стариот Завет, од времето на Мојсей и Арон и службата на левитите. Но бидејќи старозаветното свештенство не било потполно, затоа Господ Христос преку апостолите го востановил новозаветното свештенство. Парохискиот свештеник е првиот помошник на епископот во службата Божја. Оному каде што не може да стигне епископот, тоа го прави свештеникот. Свештеникот е оној работник на нивата Господова, кој ги подсетува луѓето дека на нив се однесуваат зборовите од Евангелието, кога Господ Исус Христос вели: дојдете при мене сите изморени и оптоварени и јас ќе ве успокојам. Земете го мојот јарем на себе и поучете се од мене, бидејќи сум кроток и смирен по срце, и ќе најдете мир за душите ваши. Зашто јаремот моје е благ и бремето моје е лесно, запишал евангелистот Матеј. Која е важноста на свештеничката служба? Свештениците се поставуваат преку ракополагање и преку апостолско преемство. Тоа се зборува во делата апостолски. Откако им ракоположија свештеници во секоја црква, биле ракополагани лице откако биле на подготовка и проверка на нивните квалитети. Светиот Дух преку ракополагањето невидливо ги поставува свештениците, изливајќи ги благодатните дарови. А Симон Гатарот, кога слушна дека Духот Свети се дава преку апостолите со полагање на раце, тој им понуди пари. Запишал види дела апостолски глава 20 и 28. Оттаму ќе речеме дека свештениците по положај се духовни отци, чеда мој, им се обраќа на Свети Јован на своите слушатели, учители и наставници. Па затоа сум поставен како проповедник и апостол, како учител на иноверците во верата и вистината, напишал Свети апостол Петар. Помните ги вашите наставници што ви ги проповедаа Евангелието, им пишува апостол Павле на евреите. Свештенството е служба на која се дава на чување целото наследство, односно учењето на верата на црквата Христова. Да се подсетиме на разговорот на Господ Исус Христос со Свети апостол Петар. Симоне Јонин,
ако ме сакаш, му вели Христос, паси ги овците мои. Он не му рекол, брани ги угнетените, чувај ги сираците и старите и слично, туку му вели, паси ги овците мои. Физичкото бранење или чување може секој да го прави, и тоа не само мажите, туку и жените. Но Христос го поставил апостолот да биде престојател во црквата и да земе врз себе грижа за многу души. Секоја однадвор нанесена штета или загуба врз стадото не се мери со материјален износ или со пари, туку се препишува врз душата на пастирот како негов личен грев. Затоа и подвигот на свештеникот и службата наша го надминува секое материјално богатство. Свештеникот и денес е во постојана борба, но не против разбойници или волци кои настојуваат да го растурат стадото, туку, како што вели апостол Павле, нашата борба не е против крвта или плотта, телото, туку против началствата, против властите, против светските управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Но за да испадне победник во оваа секојдневна борба во службата негова, неопходно е свештеникот да биде благоразумен, добро да го познава Светото Писмо, Светото предание, да го познава учењето на црквата за сите вистини, а секако мора да биде по секој поглед добар, како тој, така и неговото семејство. Можеш да имаш стотици дипломи, докторати по теологија и да напишеш безброј книги, но ако не си добар, не можеш да бидеш добар свештеник. Бидејќи ако ја чува чистотата на животот и бракот и чистотата на секојдневното живење и комуницирање, тогаш сите дарови на Светиот Дух ќе следат потоа. Тој треба да е бестрасен, така што во својот живот да дава пример и да му зборува на народот. Не треба да пцуе, не треба да оди по барови или кафеани, не треба да се опива, секогаш да е чист, да е вреден и исполнителен во врските своји. Тој треба да е важен, но не и горд, суров и благонаклонет, одсечен и друштвен, непристрасен и услужлив, смирен и кроток, за да може успешно да ја преброди секоја пречка. Светиот Јован Златоуст вели дека по овластување свештеничката служба е повисока од царската служба и таа разлика е колку од земјата до небото. Свештеникот треба да е духовен управител во парохијата, вели тој, лекар кој ги лекува телесните, но и душевните болести на парохијаните и во прво време да одреди вистинска терапија за болеста. Никому, па ниту на владетелите, не е дадена таква власт на земјата да одлучува за душевната состојба на луѓето. Царевите и народните управители можат во дадени моменти да одлучуваат за политичките состојби во државата, како и за состојбата на телото, но за состојбата на душата одговорен е свештеникот. Душевната состојба на човекот верник е од вечен карактер, на кој ќе им ги простите гревовите, ќе им се простат, на кој ќе им ги задржите, ќе им се задржат, вели Христос во Евангелието според Јован. Царот има власт да затвара во зандана кого што сака или кога за тоа има потреба, а свештеникот е тој кој преку раѓањето од вода и дух, значи преку крштевањето, преку вратата на крштевањето ги воведува верните во царството негово. Нему му е доверено духовното раѓање и препородување на парохијаните. Кои се задачите на свештеникот? Основна задача на свештеникот е да го донеси Словото Божјо на секој верник и на секој човек и така да го воведи и да го подготви за вечно спасение. Уште во Стариот Завет свештеникот е гласник на Господа, Саваот, пророк Малахија запишал. Негова задача во Новиот Завет е да го проповеда Евангелието. Одете и научете ги сите народи, крштевајќи ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, запишал евангелистот Матеј. Им заповедал Христос на апостолите,
да ги учи парохијаните во законот Божи, како би можеле да разликуваат свето од несвето, свештено од несвештено, духовно од материјално. Освен тоа, Господ му одредил да свештено действува. Се што сврзете на земјата ќе биде сврзано и на небото, и се што разврзете на земјата ќе биде разврзано и на небото, запишал евангелистот Матеј. Да извршува свети богослужби и други свети црковни и религиозни работи како свети тајни, света литургија, причестување, крштевање, миропомазување, венчавање, осветување на масло и исповедување, да врши свети молитвословија, водосвети, погребенија, читање молитви за здравје, благословување во името Божјо и слично. И да ја раководи паствата, кој ве слуша вас, мене ме слуша, и кој ве се откажува од вас, од мене се откажува, вели Господ во Евангелието според Лука. Зборувај и советувај, изобличувај со полна власт, го пишува свети апостол Павле на ученикот Тит. Проповедта е многу важна работа на свештеникот. Според свети Јован Златоуст, тој треба да проповеда на повеќе начини и тоа, со устата и јазикот да го кажува Словото Божјо, а со раката да пишува проповеди и духовни поуки. Целото време да му биде распоредено за духовна работа и тоа да биде неговата единствена насока во животот. Господ Исус Христос како вечен првосвештеник. Синот Божи го спаси човештвото преку овоплотувањето, жртвата на крстот и своето воскресение. Овие три спасоносни моменти го сочинуваат се единството со вечната вредност ни сите времења. Таа негова жртва има вечна моќ, од тие жртва на овоплотениот Син Божи, кој воскресна и кој останува вечно во неговото тело, преку кое ни го соопштува вечниот живот. Според тоа, Исус Христос е вечен првосвештеник, запишано од псалмопевецот Давид во 109 псалом. Како оној кој се овоплотил, кој се жртвува како Син Божи, чија жртва има вечна вредност, овоплотен и воскреснат за сите времења. Он, бидејќи сам, пребива вечно, има свештенство што нема да мине на друг. Имајќи го големиот првосвештеник кој преминал преку небесата Исуса Синот Божи, ние треба да се држиме за исповедувањето на верата, вели апостолот Павле во посланието до евреите. Како вечен првосвештеник Христос постојано делува и работи и неговата првосвештенство е извор на нашето свештено служење, кое се врши преку видливите органи на црквата. Светиот апостол Павле во посланието до евреите со право забележува кога вели: Христовата првосвештеничка служба и денес е неслиено соединета со жртвите и молитвата како што беше во Стариот Завет, со таа разлика што неговата лична жртва е далеку повредна од принесување на нашите жртви. Затоа вели апостолот: Он може и за вечно да ги спаси оние што преку него доаѓаат кон Бога, бидејќи е секогаш жив за да се моли за нив. Послание до евреите. Не можеме да замислиме дека он престанал да биде наш првосвештеник, кој посредува за нас пред Бога со својата жртва, а истовремено и со молитва. Иако е вечен цар и Син Божи, он постојано го моли Бога за нас. Христовата жртва на крстот е од важно значење за луѓето. Вклучувањето на неговата жртва во неговата постојана првосвештеничка служба има за цел незино реализирање и исполнување во црквата на светата литургија. Преку неговото вечно архиерејство он сака, преку него, а и ние да постанеме причесници на неговата жртва, за да и ние му принесеме жртва на Бога Отца, односно да му угодиме. Но за остварување на ова неопходно е неговата одлука за жртвувањето да се всели и во нас. Според тоа, Христовата жртва и молитва има двојно значење и тоа: едно кон Отецот, а друго кон нас луѓето. Кон Отецот како знак за потполна
одданост кон Него и кон нас да бидеме целосно опфатени со Неговата човечка природа. Затоа Христос ни се дава нам и денес преку светата причест, како жртва, како би ни ја соопштил Неговата вечна намера дека се жртвува за нас, преку што ни се дарува и опростување на гревовите. Ако Христовата првосвещеничка служба се состои во тоа што Он се принел на крстот како жртва пред Отецот со истовремено привлекување на нас луѓето, тогаш неопходно е Неговата првосвещеничка служба да се продолжува врз оние кои веруваат во Него, а преку видливите средства и органи во црквата, светата литургија и свештенството. Со таква намера, Он го основал свештенството преку кое се врши принесување и раздавање на Неговата жртва, и така, заедно со нас, извршувајќи ја и својата првосвещеничка служба. Според тоа, ние, свештениците, не сме сами при извршувањето на Христовата жртва на светата литургија, туку за наш сослужител го имаме вечниот првосвещеник Христос. Светата литургија е средство преку кое се продолжува Христовата првосвещеничка служба на земјата. Христовото жртвување само по себе говори дека оној кој се жртвува, Христос, пречувствува во оној за кого се жртвува, а тоа сме ние луѓето, поголема вредност од што е преодната или земната. Он не гледа во нас привремени суштества кои денес сме, а утре не, туку напротив, Он гледа во нас вечна одговорност. Според тоа, Христовото жртвување за нас доволно ни кажува дека ние не сме создаден само за овој живот. Оти ако бевме само за овој свет, тогаш безсмислена е и жртвата Негова. Човекот е создаден од Бога за вечен живот, за вечно да живее, кон кој пак го подготвува црквата. Свештеникот е видливиот орган на црквата, преку кого се извршуваат тајните на спасението, тајните на жртвата Христова. Затоа свештеникот, при принесувањето на жртвата на светата литургија, треба да ја чувствува секоја потреба на доверената му паства како лична негова, да се моли за нив со воздишка и со солзи, вели свети апостол Павле во посланието до евреите. Како да се моли за самиот себе. Не само напишани на хартија, туку и врежани длабоко во срцето да ги има и мињата на оние кои барат од него да се моли за нив. Секогаш кога ќе погледне во крстот, да си спомнува за оние кои му ги доверил Христос. Свештеникот има потесна заедница, парохија, за да ја носи целата заедница во срцето свое со сите нивни тегоби и болки, нивната душевна борба, молејќи се на Бога да ги сослуша, да ги утеши, да им помогне исто како да се моли за себе. Да се моли за своите парохијани како таткото што се моли за своите чеда. Ова свештеникот ќе може да го направи доколку има постојана будна совест дека во него се вселил Христос како првосвештеник, кој сам преку свештеникот го принесува молењето на неговите парохијани. Само така ќе се оствари соединувањето на неговите парохијани во него и нивното заедничко единство со Христа. Сушност, тоа е црквата, соединување на верниците во Исуса Христа преку својот свештеник и преку епископот, односно преку нивното општо единство со Исуса Христа. Продолжува во вториот дел.